Да се врати стариот правилник за увоз на брашно, во спротивно нема да се откупи годинашниот род на пченицата. Пред почетокот на жетвата со ултиматум владата да го врати на сила стариот правилник за 30 дена се заканија мелничарите во државата. Барат контролните маркички да се лепат при увозот на брашно, не во земјата производител. Канес пченица да се откупува по 11 денари килограм, а увезеното брашно од Србија килограм чини 13 денари. Што и да правиме, ние како мелничка индустрија не можеме со 2 денари да ги покриеме трошоците за производство на брашно, изјави Горан Малишек, председател на групацијата на мелничко-пекарската индустрија при Стопанската комора на Македонија. До жетвата и во жетвата мелничката индустрија нема да биде во можност да откупува пченица, затоа што искрено нема средства да откупува пченица. И да има средства, нема кај да го сомеле продаденото брашно, значи да сомеленото брашно да го продаде, затоа што увозот од српска страна на брашно во Македонија е енормно зголемен. Затоа на овој прес сакаме да напоменеме дека владата мора да најде солуција и веднаш значи да најде решение заедно со нас како мелничари и заедно со земјоделците, за да не остане пченицата во следната жетва, значи на нивите и во складиштата, која жетва ќе почне за 30 на дена. За групацијата на пекарско-мелничарската индустрија при Стопанската комора неспорен е увозот на брашно од Србија, но бараат мерки за примена на законите и правилниците со кои ќе се заштитат од нелојалната конкуренција. Тоа значи контролата на брашното што се увезува од Србија да се врши во Македонија. Реагираат дека увозот на брашно од соседството е енормно зголемен и тие поради лошата состојба во која се наоѓаат не се во можност да ја откупат домашната пченица. Според податоците на мелничарите во последниве 4 години увозот на брашно од Србија од 47.000 се зголемил на 54.000 тони, а додека траеле преговорите за решавање на спорот со брашното, увозот се зголемил за уште 15%.